Какви проблеми се појавиле на автопатот Кичево-Охрид? Дали истите се решливи и колкава сума е потребна за решавање на истите? Во дебата на телевизија 21 министерот за транспорт и врски Сугаревски со обвинувања дека на автопатот Кичево-Охрид има проблеми поврзани со изградбата, дека е утната трасата. Кога зборуваме за проблеми, вие сте морале да ги објасните на јавноста. Верувам јас дека јавното претпријатие редовно вас ве информирало за она што се случува таму, преку извештаите што ги добивале од надзорниот орган, кој што е таму. Вие велите сам дека сте држеле состаноци со нив. Валјда не ви кажувале вас едно, мене ми кажуваат сега друго. Затоа што, читајќи го извештајот, ова извештај е од јавното претпријатие за државни патишта. Јас, Горан Сугаревски, не го измисли пред 3 недели како министер за транспорт и врски. Верувам и вие претходно кога бевте министер. И затоа сметам дека кога зборуваме ние не можеме да ги поедноставуваме проблемите во смисла на тоа ајде ова се решава за 3 дена, она се решава за 5. Поранешниот министер Владо Мисајловски на ваквите обвинувања на Сугаревски одговори дека станува збор за секојдневни работни активности кои треба да се решаваат. Ќе ви бидат како проблеми, вие мора да ги решавате. Ако треба секој ден да давам изјави да кажам колку проблеми има во секој еден проект, дали некоја институција дава на време некој допис или колку е тешко, тогаш треба секој ден да збориме само проблеми колку има во држава. Ако за 47% реализација се потрошени 130 милиони евра до сега на автопатот, а рамката ви е 374 плюс 10% непредвидени работи, се вкупно околу повеќе од 400 милиони евра, за да ги постигнете сите овие работи, треба да видите како вие ќе го продолжите проектот. Дали на некои позиции е запрено? И дали надзорот ги запрел изведувачите? И дали има проекти нови, односно дадени нови проектни решенија што треба јавното претпријатие да ги одобри или не ги одобрил, или бара реални цени, или бара истражување на пазар, сето тоа се текомни активности. Доколку имате вакви проблеми и доколку се бара продолжување на рокот, или доколку има самиот изведувач клем за некои од работите што ги изведува на терен, вие секако дека ќе го продолжите рокот на градба. Ако има нешто неосновано и дека некоја количина е дополнително утврдена без да има никаков доказ, без да има оправдани количини, тоа се слагам со вас, апсолутно цела ревизија, сите институции нека се пријави веднаш, нека се провери дали е тоа така. Мисајловски посочи дека како што се решиле проблемите на другите делници, така и овде предизвиците ќе ги надминат со состаноци и работни активности. И му порача на Сугаревски слободно да направат ревизија и да видат дали има неовластено користење на средствата.